Добар ден, почитувани граѓани. Се јавуваме од Медија центарот на владата на Република Северна Македонија, од каде ќе продолжиме со серијата на информативни видеосесии поврзани со актуелната состојба предизвикана од коронавирусот. Во денешната сесија на прашања и одговори ќе зборуваме за тоа како психолошки да го победиме коронавирусот и воопшто за психолошката поддршка која е потребна на секој поединец во една ваква состојба во која што сите се наоѓаме. Справувањето со вирусот е заедничка борба. И во истата нашите животи се променија. Нашето секојдневие е променето. Сето ова влијае на нашето ментално здравје, предизвикувајќи најразлични состојби од страв, неизвестност, осаменост, лутина, состојби кои ние денеска сакаме да ги уважиме. Но, ќе зборуваме и за начини на прифаќање и прилагодување на оваа ситуација. Како полесно да се справиме со стресот и да го видиме нашиот придонес во заедничката борба за сето ова побрзо да заврши. Бидејќи секој од нас е одговорен и секој од нас е многу важен. Почитувањето на мерките и препораките не носат само чекор поблиску до победа. Моменталната промена на нашите животи е влог во нашето здравје утре. Министерството за здравство во соработка со клиниката за психијатрија отворија линии за бесплатна психолошка поддршка или помош, и тоа за различни структури и групи на граѓани. Броевите можете веќе да ги видите и на мониторот, односно екранот зад мене. Гости во денешната видеосесија се дел од тимот на клиниката за психијатрија кои работат на овие линии за прва психолошка помош. Ќе зборуваме со Иво Куновски, психолог, и Маријана Станковиќ, специјалист по медицинска психологија и когнитивно-бихевиорален консултант. Двајцата од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за психијатрија. Добар ден и на двајцата. Добар ден. Господине Куновски, колку граѓаните ги користат броевите за психолошка помош? Да, ова е добар момент да се подсетиме дека покрај грижата за нашето физичко здравје е добро да почнеме да се грижиме и за нашето ментално здравје. За таа цел клиниката за психијатрија ги има подготвено овие 6 линии за поддршка, вклучително за возрастни, за родители на деца на предучилишна и училишна возраст, за родители на деца со нетипичен развој, за адолесценти, и имаме исто така и поддршка за лица со оштетување на слухот, говорот и гласот, која оди текстуално преку интернет апликација. На другата страна од линијата се нашите колеги, психијатри, психолози, специјални едукатори и социјален работник, кои се тука да пружат поддршка доверливо и анонимно на сите на кои што им е тоа потребно. И за сега гледаме дека искуството ни е дека граѓаните се јавуваат во просек 10 до 20 на пати во текот на денот на секој од линиите и се отворени да ги споделуваат своите потешкоти, ги прифаќаат советите и гледаме дека ја ценат можноста дека имаат оваа услуга кога им е потребна. Верувам дека им е многу поедноставно откако ќе ги слушнат одговорите, односно поддршката од ваша страна. Да, секогаш е добро да се чуе лице од другата страна која е тука за нив и да ги сослуша и да ги поддржи и понекогаш да даде некоја препорака. Апсолутно. Оваа ситуација сама по себе носи страв, стрес, чувство дека работите не се во наша контрола. Како да се справиме со ова? Или како да се справиме со стравот, со вознемиреноста, со анксиозноста, со некогаш и паничните напади, кои што се поттикнати од негативната мисла дека можеме да се заразиме себе си, меѓутоа и нашето семејство, иако ги почитуваме сите мерки на заштита? Грижата за психичкото здравје е еднакво важна како и грижата за физичкото здравје. И за него треба да се води сметка, исто како и за превенција на вирусот. Тука се работи за едно биолошко вградено чувство на страв од непознатото, но и од собственото незнаење. Се работи исто така, поради сето ова сме соочени со зголемено чувство на несигурност, чувство на небезбедност и страв за иднината. Во оваа ново настаната ситуација, луѓето треба да го дефокусираат своето внимание на позитивни содржини. Например, треба да воведат дневна доза на оптимизам. Што тоа значи? Тоа значи дека треба 2 пати дневно, по пола час, одвоеното време за гледање на
хумористични клипови, читајте и споделувајте вицови со најблиските и преку електронските уреди, Viber, Skype. Може да слушате релаксирачка музика која што ќе ве опушти, свирете инструменти, учете да свирите нови инструменти. Нешто што може да го одвлече вниманието од сета оваа ситуација, некоја многу интересна книга, гледање на стари фотографии, преку кои детално ќе се сеќаваме на одредени минати, убави настани, кои што ќе будат позитивни емоции, но и убави сеќавања. Бидете креативни со тоа што може да направите мини градина во својот дом, дали ќе посадите некое омилено цвеќе или омилено растение. Понатаму можете да бидете креативни во оној дел да сготвите некое ново јадење и да разменувате рецепти дома со најблиските, но и преку електронските уреди, што може да земе и едно ново, во рамки на едно ново хоби. Граѓаните треба да ги користат и технологиите за справување во овие кризни моменти, но исто така тоа може да се направи преку следење на онлайн активности. Учење на нов странски јазик, понатаму учење со управување на компјутер. Прошетки низ светските градови преку Google Earth и исто така визуелни прошетки низ музеи, онлайн театарски представи и учење на нови вештини преку кои ќе се учат нови чекори, потанцување или било кои други хобија или активности. Направете листа на активности кои ќе ја спроведувате по завршување на кризата во однос на тоа. Каде ќе одите на одмор, кои места ќе ги посетите, кои пријатели ќе ги повикате на ручек и со кого ќе се дружите. Секако можете и себе си да се ставите во една позиција, да се гледате во една позитивна улога во иднината и да се ги тестирате своите капацитети во однос на тоа колку адекватно се справувате во оваа ситуација и какви се вашите механизми. Да, она што е многу битно да потенцираме е дека ова е моментална состојба, која што веруваме дека брзо ќе ја надминеме, а ова се механизми или дел од механизмите со кои што можеме да се справуваме за евентуално полесно и поедноставно да излиземе од оваа самоизолација, условно кажано. Дали господине Куновски вие можеби имате да додадете нешто во однос на механизмите со кои што можеме да си само помогнеме? Да, едни од најважните моменти кои се истакнуваат во оваа ситуација е колку ни е важен контактот со другите и дека тоа заради одржувањето на дистанца не е секогаш исто како што било и претходно, но секогаш за среќа постоја таа технологија да ние сепак се поврзаме со блиските преку интернет или преку телефон и е секогаш препорачливо да си одржуваме редовна комуникација, да се слушаме, да се поддржуваме, да си разрешуваме некои проблеми и особено е важно тука да кога веќе имаме пристап до социјалните медиуми, кога имаме пристап до разни интернет портали или било какви вести кои ќе стигнат до нас, е да провериме дали се тие информации од релевантен извор, дали се проверени тие информации, затоа што бидејќи провејуваат на вистина информации кои што се и лажни и неверодостојни. И да не ја зголемат вознемиреноста, може и тоа да се случи. Апсолутно. Оние пак од друга страна кои секогаш биле поактивни и послободни, сега имаат мака да се справат со изолацијата. Како да си го организираат, односно да го структурираат денот во изолација? Вака сега, значи тука ќе кажеме нешто што е многу битно, поставување на дневен распоред или пак структура на денот. Ќе си го испланираат како ќе го поминат денот. Например, направете си дневен распоред. Во 7 часот станување, во 7,5 часот пиење кафе или чај, во 8 часот доручек,
во 9 часот поспремување на домот и така натаму. Исто така користете потсетници на мобилните уреди кои што ќе ве потсетат во кое време која активност треба да ја спроведете. Исто така може да се треба да се придржувате кон дневната рутина. Сега исто така имате и можност да заспивате и да легнувате во склад со вашиот биоритам, а не онака како што сте требале порано. Нешто друго што може да направите е можност да ги реализирате активностите кои претходно не сте имале време да ги направите, а тоа се некои креативни активности или пак некои недовршени работи, со тоа што ќе побудите чувство на позитивно, со исполнетост, ќе бидете повеќе задоволни, а во истиот момент ќе се редуцираат стравот, лутината, гневот, бесот, напнатоста. Така. Дефинитивно сме социјални битија. Социјалното дистанцирање пак може да влијае на менталното здравје, предизвикувајќи осаменост, несигурност и неизвестност. Ова нужно сакаме да го уважиме, особено што Светската здравствена организација веќе го заменува терминот социјално дистанцирање со физичко дистанцирање. Кој е вашиот став во однос на ова? Можете и двајцата да одговорите. Па вака сега, нешто што можеме да им препорачаме на граѓаните е без разлика дали се сами или не се сами, да ги бидејќи да се разјасни прво терминот, значи социјалната дистанца, терминот сега е заменет со физичка дистанца, но тоа не значи дека ние нема да ги одржуваме контактите. Што значи тоа? Тоа треба, значи луѓето треба да ги одржуваат контактите со роднините и пријателите преку електронските уреди и во овие критични моменти најбитно е да го одржиме чувството на поврзаност со останатите луѓе. Ќе споделуваме за критичните моменти, за негативните емоции, значи тука е еден процес на вентилирање, каде што ќе се редуцираат тие негативни емоции, како стравост, напнатоста, и на тој начин што ние ќе споделуваме на кој начин ја гледаме оваа ситуација, од другата страна на линијата може да добиеме повратна информација на поинаков поглед на оваа ситуација, што ќе може да делува на сузбивање на овие негативни мисли, кои што ќе се модифицираат во позитивни, а со тоа ќе дојде до намалување на степенот на стравот и до едно поприфатливо однесување. Исто така треба да се негуваат преку електронските уреди заедничките теми. Посебно треба да се изрази психолошката поддршка на повозрастната популација. Така. Верувам дека споделувањето од друга страна на проблемите со најблиските па некако како да ја олеснува целата ситуација и состојба. Да, ја олеснува и ова е особено гледаме во овие моменти како и вирусот не дискриминира по никаков основ и гледаме како покрај индивидуалната одговорност која имаме за нашето здравје, тука е и нашата заедничка одговорност, каде што сите треба да се грижиме за здравјето на нашата заедница и надежно да ја продолжиме оваа солидарност и кога ќе надминеме оваа ситуација. Так. И да, наједноставниот момент на растеретување на нашата вознемиреност, грижи и мисли и било какви негативни чувства кои ги имаме, наједноставно е да го направиме тоа преку разговор со лицата на кои веруваме, да. Апсолутно. Се обидовме заедно со вас да извадиме најчесто поставувани прашања, со идејата дека веројатно ова се темите кои што се и најчесто поставувани. Па Иво, кога се во прашање децата, родителите се најмногу загрижени за реакциите на децата, како што се вознемиреност, плачливост, можеби неспиење навечер, потешкоти со спиењето, агресивност, разразливост. Како родителите да реагираат во една ваква состојба? Прво треба да знаеме дека во ваква ситуација сите овие реакции што ги набројавте се апсолутно очекувани нормални реакции за нашите деца. Убаво е тоа да го знаат сите родители дека не е тоа нешто невообичаено за нивните деца во оваа ситуација.
Особено важно, како што спомна и Маријана претходно, е од голема помош за децата, а и за нас да воведеме рутина за во текот на денот, за текот на неделата. Тоа ќе ни помогне да ги направиме активностите и работите попредвидливи во текот на денот и ќе му помогне на детето да се воведе некоја структура на денот. Го ограничуваме исто така пристапот до информации, значи не секојдневно да сме бомбардирани со разни информации на оваа тема и тоа да се обидеме да го направиме и за нашите деца доколку е возможно, затоа што како што разни вести не вознемируваат нас, може и нив да ги вознемират а и нашите реакции да ги вознемират нив. Родителите можат да бидат слободно отворени за прашања од страна на нивните деца, тука се они да ги утешат, да ги поддржат, да им кажат дека тука се за нив, дека прават све што треба за да се заштитат и дека оваа ситуација ќе ја надминеме кога тогаш. Така, веднаш некако се наметнува и прашањето дека ама како јас како родител, кој што сум и самиот вознемирен, да не ја принесам таа вознемиреност на самото дете. Така, во овие моменти треба некогаш да сме свесни да имаме период во денот каде што ќе ги согледаме нашите постапки во текот на денот и нашите реакции за да видиме некогаш да не сме реагирале на начин на кој го вознемирило нашето дете, можеби ги споделуваме информациите отворено во домот и ги слуша нашето дете. Па е добро некогаш да видиме модел на однесување кое би сакале да го видиме во нашето дете, да се обидеме да сме столожени, да се обидеме да ја гледаме позитивната страна на оваа ситуација и да бидеме тука за утеха и поддршка секогаш за детето. Што доколку детето пак од друга страна има постојан страв дека е возможно да се разболиме, како него некако на наедноставен начин да му се објасни дека сепак треба да сме смирени во целата оваа состојба? Да, очекувано е кога веќе и повозрастните членови имаат пристап до различни информации кои нив ги вознемируваат и секакви информации за оваа тема се вознемируваат и децата. И често делува дека ги слушаме од родителите дека децата се плашат дека ќе се разболи некој од семејството, дека ќе се случи нешто на родителите и добро е тука да секогаш пружаме утеха на децата, зависи од нивната возраст, на едноставен начин да им објасниме дека како родител сте тука за нив, дека вие правите све што е потребно за заштита и нормално да се обидеме да поминуваме и позитивно време со децата, да не е само таа тема доминантна во домот. Има и многу други активности кои и во оваа ситуација може да се прават во домот. Направете некоја структура и видете како по некое време детето би се однесувало и во оваа ситуација. Благодарам. Повозрастните луѓе кои што пак од друга страна се сами во домот, се вдовци, разведени, физички одделени од нивните блиски, не знаат како да го пополнат денот. Предпоставувам дека па тие посебно се чувствуваат осамено и тажно. Може ли некако да си само помогнат? Во овие ситуации пак напоменам да ги практикуваат претходно споменатите техники на релаксација, креативните активности низ домот, структурата на денот да ја имаат, да ги користат електронските уроди, значи тука ќе се вентилираат, ќе ги вентилираат исто така негативните емоции и исто така ќе може да бидат во меѓусебна поврзаност со останатите членови од нивната фамилија. Нешто што можам да препорачам за оваа група на луѓе е да ги зачуваат старите пријателства и да воспостават нови пријателства преку електронските уреди и нешто што е многу интересно е работа да се вклучуваат во заедничките теми на онлайн форуми. Значи постојат онлайн форуми кои што граѓаните кои што се сами, кои што живеат сами, може да се приклучат на тие онлайн форуми, да ја најдат нивната тема заедничка и тука да споделуваат, да даваат мислења.
Да си бидат поддршка практично еден на друг. Да, и да прибираат искуства и едноставно тука ќе се дефокусира и вниманието, ќе бидат повеќе ангажирани во текот на денот, ќе го дефокусираат своето однесување. И оној дел може да се спомене повозрастните самци, значи дека кога ќе помине сите ова ситуација може да бидат да си го замислуваат како еден период дека сите ова ќе заврши и дека повторно ќе бидат во контакт со своите најмили внучиња и дека повторно ќе може со нив да ги играат друштвените игри, со нив да излегуваат, да шетаат и нели да го зимаат сите она позитивно од нив. Сите го чекаме, нели, да дојде и тој момент и тој ден, а сигурно ќе биде наскоро. Тинеџерите пак од друга страна имаат проблем и најчесто поставувано прашање а што да правам дома кога постојано се расправам со родителите? Како еве да се помогне на тинеџерите? Да, адолесценцијата е период од развојот во кој младите имаат потреба од индивидуалност, период на самооткривање, на бројни психолошки и физички промени и често се случува да семејствата во кои имаат адолесцент во нив дека се доведуваат до некои такви несакани ситуации и овој период кога сме најчесто и воглавно дома, некогаш и тие ситуации може да се почести. Тука е добро да размислиме дека ова ситуација ни влијае на сите до различен степен и дека нема потреба од барање одговорност кај некој, па дури и кај во семејството кога зборуваме. Често знаеме да се обвинуваме, да се напаѓаме кога сме дома. Добро е да го користиме разумот во тие моменти, да видиме како ние реагираме, на што реагираме, некогаш како нашите членови на семејството реагираат и на што реагираат, да видиме како некои работи со договор можеби поразлично да ги направиме. Убаво е да се размисли тоа на крајот на некој ден или после некоја расправија кога би имале со некој од семејството. И тука е особено важно, без разлика во какви услови некога живееме, секогаш може да има некој дел од домот, од дворот, за тие што го имаат, каде што можеме да бидеме сами, некогаш да имаме некоја наша активност во која што ќе ги замолиме некогаш членовите на семејството. Со други зборови, изолација во изолација. Некоја изолација во изолација. Некое време за себе во домот. Така. Бремените жени пак во периодот на бременост и после породување во време на изолација најчесто прашуваат како да се справат со стравот кој произлегува од нејасни предвидувања и прашања. Така, најчесто поставувани прашања на СОС-линијата за трудници и за веќе породени мајки. Тоа е еден период деликатен период во кој што има многу хормонални промени, многу психички потешкоти и исто така тука е процесот на одржување на релација с мајката со детето, грижата за детето, тоест за бебето, грижата за себе, грижата за семејството. Манифестација на психички потешкоти има, како што споменав, од типот на вознемираност, напнатост, стравувања, како ќе биде, што ќе оди, каде ќе бидат тие контроли, дали ќе се одржуваат и така натаму. Сега нешто што можеме да кажеме е примена на метода на релаксација. Тоа се повеќе методи на релаксација. Една од главните е да применуваат техники на дишење. Тука ќе се редуцира напнатоста, потоа пеење, смеење, вежбање, пилатес, йога, понатаму медитација, аеробни вежби за трудници, сето тоа може да се изведе преку онлайн инструкции. Исто така водење дневник, пишување, преку пишувањето и водењето на дневник може да излезат тука негативните емоции, па и тоа да дојде како еден вид на вентилирање. Понатаму масажа, ароматерапија, ако некој од
веќе мајките што имаат бебе, имаат и друго дете, па и тука да се вклучи и другото дете во тој процес, па играње на разни друштвени игри, монопол, играње на карти, понатаму ризико и некои слични такви активности кои што ќе редуцираат таа напнатост, тензија и така натаму во однос на тоа. Исто нешто што можам да кажам е прелистување на албуми, а особено акцент на фотографии кои будат позитивни чувства и убавно поминати моменти и сеќавања. Одлично. Тука некаде и завршуваме со нашите прашања, меѓутоа постојат и две прашања од Антонија Поповска од Нова Македонија. Вели, кај нас мнозинството психијатри одат веднаш на медикаментозна терапија, кога станува збор за анксиозност и за панични напади, а многу малку се користи бихевиористичкиот пристап. Зошто им е на докторите полесно да препишат лек, наместо да ја решат состојбата преку работа со пациентот? Така, се случува и тоа, мораме да знаеме дека сите овие состојби на ментално здравствени состојби кај различни луѓе се прикажуваат на различен начин и во различен интензитет. И во одредени случаи, по проценка на психијаторот, е потребна и медикаментозната терапија. Во одредени случаи не, но тоа е секогаш проценка на стручно лице кое верува дека во таа ситуација може би и потребно да се воведе некоја фармаколошка терапија. Кога најчесто се потребни тие лекарства? Па првично да сакате да прашате првично да се зададат лекарствата? Па да, и дали некој со претходно веќе некаква психичка состојба или пак и во ново создадената состојба од самата ситуација нели во која се наоѓаме се препишуваат медикаментите. Значи има многу граѓани и граѓанки кои што се јавуваат, кои што првпат се воспоставува терапија сега во овој период во однос на паничните напади. Сега можеме да кажеме, значи, ако анксиозните и депресивните потешкоти обстојуваат во рамки на неколку дена, а поединците пак успеваат да се справуваат со симптомите, со сето ова претходно што го напоменавме, значи, техниките на релаксација, техниките на дефокусација, водење на дневник, организирање на денот, делење на времето со најблиските дома и преку електронските уреди, и ако се намалат овие емоции во рок од неколку дена, тогаш не иде понатаму процесот за терапија, значи адекватно успеале да се справат со оваа ситуација. Меѓутоа, ако овие емоции потраат од неколку дена и недели, потребна ќе биде сигурно стручна консултација со психијатар и по негова лична проценка препишување на медикаментозна терапија. Така. Многу интересно прашање, вели, од ова што ни се случува глобално, не сте исклучени ниту вие, психијатрите и психолозите, како вие си помагате за да стресот, анксиозноста останат подалеку од вас во периодот на тотална изолација. Ве молам, споделете со јавноста успешни методи. Совети и трикови. Совети и трикови. Вака сега мине нешто што ми е најбитно кога ќе станам од Сабајле, значи наутро, прво ја правам структурата на денот. Значи почнувам, станувам, сето ова што го зборев, јас го применувам. Значи пак ќе кажам, слушајте, почитувајте совети, но и практикувајте ги. Пошто има некоја разлика и одредена група на луѓе кои што слушаат, почитуваат, но не ги практикуваат. Почнете да ги практикувате советите што претходно ги разговаравме. Јас ја правам структурата на денот, и си правам подсетници во колку часот треба нешто да направам. Организирано ми е времето, кога ќе работам, кога ќе го делам времето со најблиските. Кога работам, точно сум ставена во една посебна соба, каде што ќе имам мир и каде што ќе имам јас покој, а и моите деца ќе бидат ангажирани во истото време, во друга просторија, и сите ќе го добиеме мирот и бенефитот од сето тоа. Нешто повеќе што можам да кажам е физичка активност, пилатесот, ги расчистува мислите, ја намалува тензијата и некако поинаку продолжува денот со една позитивна мисла. Апсолутно. Оптимистичко размислување и
пак ќе кажам на крај, ако ги почитуваме препораките за заштита и против ширење на вирусот, превенција и против ширење на вирусот, тогаш нема можности да се заразиме. И затоа треба оваа мисла да ја задржиме и да продолжиме да функционираме во текот на денот кој што ќе ни биде исполнет и богат со многу позитивни содржини, креативни активности и други релаксациони техники. Ви благодарам. Вие, господине Куновски, исто? Да, слично како што кажа и колешката Маријана, значи сите совети што ние обично ги споделуваме, треба и претходно автентично да ги споделуваме, да веруваме во нив, дека и слично го ги практикуваме и ние дома. Ја исто така водам некоја рутина на денот, гледам да имам некоја физичка активност, и во моментите што ми фали, например, дружењето, некако да се адаптирам во оваа ситуација и да се среќаваме сите на интернет. Одлично, ви благодарам многу и на двајцата и за издвоеното време, се разбира и за сите овие исцрпни одговори кои што ги добивме. Ве молам, чувајте се, бидејќи и вие сте во оние први борбени редови каде што нели сме малку поизложени на коронавирусот. Ви благодарам уште еднаш. А на вас, драги граѓани, сокраѓани, ви препорачувам да ги следите и практикувате советите и препораките, бидејќи само така ќе излеземе како победници во битката што ја водиме со коронавирусот. Алармот го вклучуваме навреме и мерките за спречување на ширење на вирусот вродуваат со плод. Сите вие кои се чувствувате дека не можете да помогнете, сакам да знаете дека тоа не е така. Секој од нас може да има влијание, да помогне, да биде корисен и да се грижи за заедницата во ова време на голем предизвик. И индивидуално, секој од нас треба да се грижи за својата лична хигиена, да ги почитува мерките и препораките, да купува намирници разумно, да одржува растојание и, што е најважно, да остане дома. Со ова, ти директно и помагаш на државата, која е тука за сите нас, да се справи со кризата и ги поддржуваш здравствените работници кои работат неуморно за сите нас. Да направиме сите заедно побрзо да дојде денот кога сето ова ќе го оставиме зад нас и ќе кажеме вредеше. Довидување и останете во добро ментално здравје.